Нова тема и нови соговорници овде во студиото 3 на Македонската телевизија, а ја најавуваме вака. Обединетите нации во 2017 година го прогласија 23 септември како меѓународен ден на знаковниот јазик. Целта е да се подигне свеста за значењето на знаковниот јазик како човеково право на глувите и на глувите лица, но и пристапот до истиот, вклучително и во образованието. Пред какви се предизвици се исправени лицата со оштетен слух во Македонија? Дали имаме доволно толкувачи на знаковен јазик, но и за убавината на македонскиот знаковен јазик? Наредниве минути разговарам со моите колеги. Велам добро утро за Олгица и Спиро Ристовски, кои што често ги гледате како толкувачи на првиот канал на Македонската телевизија. Добре ни дојдовте, колеги. Добро. Ајде да ги поздравиме и на знаковен јазик во име на денешниот ден. Олгица, може? Добро утро. Како ќе? Македонија. Добро. Гледате Македонија наутро. Гледате Македонија наутро. Ајде сега и да пушаме со вашата приказна. Брати и сестраста, оние кои што не ве знаат и веќе им кажаме, толкувачи на знаковен јазик, но низ времето им не по своја волја. Вашите родители се лица со оштетен слух и тоа како деца практично ве натера и вие да го научите знаковниот јазик. Каков предизвик ви беше како дете да се учи знаковниот јазик? Кој ви помагаше во процесот на осознавање на истиот и вие улесни, предпоставувам, на големо комуникацијата со вашите родители? Причината е длабока и лична, поточно семејна, бидејќи како што и самите вие рековте, нашите родители се глувонеми. Знаковниот јазик е мојот прв јазик научен пред говорниот, бидејќи тоа беше единствениот начин на комуникација со моите родители. И додека некои деца безгрижно минуваа низ времето, дружејќи се, играјќи со своите врсници, мојата обврска беше преголема за едно дете. Секаде одев со моите родители, на лекар, шалтери, едноставно секаде каде што имаше потреба, бидејќи морав да им помогнам за да разговараат со другите луѓе. Замислете одговорноста на едно 7-годишно дете, со се што треба да се соочи. Кога живеете со глувонеми родители, ја живеете нивната судбина, нивната глувост, а најмногу боли погледот со подсмев на некои луѓе, но со текот на времето не обрнував многу внимание, бидејќи сватив дека тоа е единствениот начин на комуникација со моите родители. Колку од друга страна ним им беше тешко да функционираат во секојдневието. Споменавте, вие им помагавте, но и вие како деца и во процесот на растање имавте своји обврски, па не секогаш можевте да бидете со нив. Пред какви предизвици беа тие исправени низ годиниве како лица со оштетен слух? Они имаат премногу бариери, имаат, не може нигде да влезат сами. Секогаш мораше да има некој од нас двајца. Она повеќе го знаеше јазикот, она похрабра беше и она поише помагаше, меѓутоа со текот на времето се уклучувавме. Они нигде, уопште нигде не може да влезат без нас. Не може да се разберете едноставно. А поготово за на лекар правиме мовет, кај што има тешки болести, кај што една реченица одма го менува целиот процес на... И како се чувствува едно дете кое што практично треба да биде заштитеното или се да му биде дадено нему, тоа да биде тоа од кое што ќе зависи функционирањето на семејството? Ве повредуваше, ве фрустрираше, ве... Па да, ете, со подсмевот на некои луѓе, но со текот на времето го надминуваш сето тоа. Сваќаш дека тоа е твоја доживотна обврска со родителите. Дека секаде треба да не прашува што зборувате, што правите со рацете, што они не знаат уствари дека нашиот е тој јазик. Меѓутоа ние имаме и голема предност со сестра ми, она е во автобус, јас сум надвор и си правиме муавет со неа. Кој ви помагаше да го научите знаковниот јазик? Никој, самите родители. Тој не беше основен прв јазик. Прво почнавме со знаковен јазик, па потоа продолживме со говорниот. Тој не е прв јазик, официјално. Она што треба да им го кажеме, да го споделиме со нашите гледачи, е дека лицата со оштетен слух имаат право на толкувач и ова право го утврдува и обезбедува Законот за примена на знаковен јазик, поточно членот 7 од овој закон, кој што ги обврзува и сите институции и установи да обезбедат непречена комуникација за лицата со оштетен слух. Дали во
пракса функционираше тоа низ годиниве, или како што споминавте, секаде вие бевте тие кои што требаше да одите со вашите родители, иако се препорачува членови од семејството да не доаѓаат како толкувачи, бидејќи не секогаш ја знаат терминологијата на институцијата во која поаѓаат. Законот укажува на тоа дека во секоја институција додека дојде глуво лице, например, мора да има обезбедено, би требало да има обезбедено толкувач на знаковен јазик, но не секогаш се почитува тоа. Има потреба никогаш вашите родители од професионален толкувач? Го побарале ни системот? Па во тоа време немаше толкувач, искрено кажано. Меѓутоа не се почитува нигде по институциите, покото по судовите кои идеме, по тие лавиринти. Јас лично имам од 2012, например, некои неисплатени толкувања. Работите како толкувач во суд? Така, званични толкувачи сме во судот, меѓутоа не се почитува. И во врска со плаќањето, како 15 години ни е истата тарифа. Во тоа време на англиски толкување беше 50 евра, а сега е 100 евра за. Меѓутоа, кај нас останало исто за 15 години, никој не се потрудил тоа да го смени. Добре што отворивме оваа тема, бидејќи претпоставувам и расте бројот на толкувачи, а како ги поттикнеме и мотивираме да работат, ако работат за овие пари, нели? Сега од 1 октомври почнува наставата, ги поканам сите заинтересирани, има доволно заинтересирани, ќе почне наставата која е бесплатна. Учејќи го знаковниот јазик и вие станавте професионални толкувачи и сега која е постапката за да се стане официјален толкувач на знаковен јазик во Македонија? Какви се обуки треба да помине? Како се добива лиценца за толкувач? Јазикот е сертифициран откако ќе ги поминете 6 нивоа со препорака на Националниот сојуз кој обезбедува обучувачи на знаковен јазик. Сето тоа поминува преку Сојузот на глуви. И тогаш стануваат сертифицирани толкувачи. Колку години имате вие сертификат? Тој треба да се обновува или? Не. Еднаш го добивате? Еднаш го добиваме. Добра. Тоа е одамна, може да повеќе како. Веќе овде сум 20 на години во македонска телевизија. Тоа го немавме. Имавме. 2009 мислам дека. Добра, и сега, значи тој се добива и почнувате да работите. И сега јас се отворив во петок од страната на Националниот сојуз на глуви и наглуви лица за да проверам колку ве има на број. И ја добивме оваа статистика. Скопје 20, 5 во Битола, во Прилеп 2, Охрид 1, Куманово, Струмица, Штип, Струга, Кривопаланка, Валандово исто така 1, Двајца, Гостивар. Ако ја зборуваме инклузијата на дело, претпоставувам дека оваа бројка е многу мала на толкувачи на национално ниво. Премала. За Скопје 20 тоа е катастрофа. А што правиме со другите градови? Зашо во Кратова да нема? Зашо во Пробиштив? Како ќе отидат тие луѓе на лекар? Барем по еден треба да има у сите градови помалите, а во Скопје не знам. Што е причината? Нема интерес за да се научи, да се работи професијата? Тоа не би знаела да кажам на вистина, меѓутоа многу малку толкувачи. Многу малку ви има, да. За однос на 6000 глуви. Више и 7 стигна, може би и повеќе се сега. И сега законот вели дека институциите треба да обезбедат толкувач онаму каде што е неопходно. Ние имаме законската опрска и таа ја почитуваме, нашите гледачи гледаат. Постои ли друга светла точка во системот каде што функционира ова правило? Какви се искуствата? Ги имаат институциите толкувачи? Па различни се искуствата. Нема. Немаат нигде званичен толкувач во ниедна институција, мислам. Националниот сојуз се јавуваат таму, они се јавуваат, има потреба. И они не ангажираат. Не ангажираат каде што треба. И што треба да се направи во пракса за да може да се задоволат потребите на лицата со оштетен слух? Какво е искуството? Што е оно што треба да го промениме? Јас мислам дека обуки на знаковен јазик треба да уште да се од најмала возраст, например, во основното, средното училиште, да има задолжителни часови, а изборни предмети во педагошкиот факултет, бидејќи единствено така можеме да мотивираме, да. Со цел за подобра инклузија на овие луѓе. Барем основните знаци да може да се научат. За да ги знаат.
Добро, зборуваме гласно на овие теми со цел да ги промениме нештата, нели? Говорењето гласно е еден од начините како ќе правиме промени, па се надевам ќе ги имаме во иднина. Добро е тоа што да речеме и овие меѓународни денови се повеќе почнаа да се одбележуваат со најразлични манифестации и случувања, па можеме заедно да го погледнеме колегата Мартин да видиме што се подготвува денеска за одбележување на денот. Ви благодарам многу, колеги, за гостувањето во Македонија наутро. Се надевам дека во следното гостување работите и тоа како ќе бидат променети. Се надевам да се надевам. Благодарам на поканата. Ви благодарам многу за гостување.